Едно од најзначајните животни прашања кое се поставува пред секој човек е обезбедувањето на сопствен дом. Премиерот Никола Груевски денес објави проект кој во голема мера ќе го олесни решавањето на стамбеното прашање на младите. Еден од најзначајните проекти на владата е Купи куќа, купи стан. Преку овој проект во изминативе 4 години, преку неповратни средства кои ги доделуваше владата, односно субвенционираше, издвои 4 милиони и 700 илјади евра и се помогна на 728 семејства да го решат прашањето на стекнување на сопствен дом, стан или куќа. Овој проект е сериозно унапредување и воспоставување на посебен фокус за поддршка на младите луѓе до 35 години, кои ќе можат да стекнат свој дом, бидејќи токму овие семејства се тие што започнуваат да создаваат сопствен дом. Премиерот Никола Груевски најави дека најдоцна од 1 февруари 2016 година, покрај тоа што продолжува проектот Купи куќа, купи стан, тој продолжува и понатаму, а ќе стартува нов проект, проектот Купи куќа за млади. Младите ќе може да бираат меѓу два модели. Првиот модел е субвенција на ратата, во која влегува главнината и каматата, а вториот модел е субвенција на учеството за кредитот за купување куќа. Да образложам сега подетално. Доколку го изберат првиот модел, моделот рата, владата ќе отплаќа 80% од секоја месечна рата, во која влегуваат и главнината и каматата, од кредитот, во време трајање од 8 години, а по овие 8 години, владата уште 3 години ќе отплаќа 50% од секоја месечна рата во овие 3 години. Значи, вкупно, 11 години ќе се исплаќаат субвенции за месечната рата за кредитот, и тоа 8 години 80% од месечната рата, и уште 3 дополнителни години, после овие 8 години, ќе исплаќаме уште 50% од месечната рата. Например, за месечна рата од 200 евра, владата во период од 8 години ќе отплаќа 160 евра месечно, а корисникот на кредитот 40 евра месечно. По овие 8 години, во периодот од 3 години, владата ќе отплаќа 100 евра од ратата, а корисникот исто така 100 евра во период од 3 години, 9-та, 10-та и 11-та година. Субвенциите кои ги образложив и кои ќе ги дава владата се однесуваат, односно важат за кредитите до максимален износ од 50.000 евра. Корисниците на проектот може да земат кредити повисок од оваа сума, но субвенцијата ќе го опфати делот на кредитот до 50.000 евра. Периодот за враќање на кредитот, за кој ќе важат субвенциите, кои ги образложив, може да изнесува најмногу 20 години, односно кредит до најмногу 20 години за отплата. Апроксимативните проценки покажуваат дека за кредит од 50.000 евра, корисниците ќе добијат субвенција до 33.000 евра. Значи, за кредит од 50.000 евра, корисниците ќе добијат субвенција до 33.000 евра. За кредит од 40.000 евра, корисниците ќе добијат субвенција до 28.000 евра. За кредит од 30.000 евра, корисниците ќе добијат субвенција до 20.000 евра, или 2/3 од целиот износ. Каматните стапки ќе останат исти како и досега, односно 3,95% првите 3 години, 4,44% четвртата и петата година, а после тоа каматата ја одредува банката, но не смее да биде повисоко од каматните стапки за останатите кредити за стан или куќа. Тоа е за првиот модел. За вториот модел, доколку некој го одбере вториот модел, моделот наречен учество, во кој владата отплаќа дел од учеството во кредитот за куќата, субвенцијата ќе биде исто така повисока за корисниците кои имаат до 35 години, односно, субвенцијата во страна на владата ќе изнесува 100% од учеството за кредит за куќата. И оваа субвенција може да достигне сума до 12.500 евра, доколку
се користи максимален износ на кредит од 50.000 евра. Тоа се средства кои владата веднаш ги упраќа во име на корисникот на проектот, односно на кредитот. Позитивно во овој модел е што каматната стапка е фиксна за цело време на отплата на кредитот или 4,5% плюс месечен Еурибор. За аплицирање за младите, условите остануваат исти како во проектот Купи куќа, купи стан, со услов корисниците да имаат 35 години, а ако се работи за брачни другари, најмалку еден да е 35 години. Корисниците кои сакаат да го искористат проектот е да немаат друг стан или куќа, истовремено да немаат подигнато ниту кредит за друг стан, инаку овој проект е проектиран само за куќа со цел подршка на наталитетот, а примањата на брачните другари што ќе аплицираат треба да се 900 евра по поединец или заедно да имаат 1300 евра примања.